Добро вечер. Четврток, 22 часот. Седма политичка анализа во рамки на емисиите во Центар. Уште една до две политички анализи и официјално на 11 октомври почна новата сезона на емисиите во Центар. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, станете со нас, станете 30 минути. Следува одлична политичка анализа или седма поред политичка анализа во овој циклус на политички анализи кои ги правиме во рамки на емисиите во Центар, кај што ги анализираме актуелните политички собитија и случувања. Седма политичка анализа, останете со нас, нема да зажалите. Тема за вечерва. Дали на СДСМ му се случува Љупчо Георгиевизација, а дали на ВМРО ДПМН му се случува Бранко Црвенковизација. Гледате, почитувани гледачи, како животот знае да пишува романи. Нели писателите тоа постојано го кажуваат како одредена флоскула фраза, дека животот пишува романи. И на вистина животот, односно политиката во Република Македонија, почнува да пишува романи. И овој ВМРО ДПМН помалку наликува на Бранко Црвенковски, овој СДСМ помалку или малку повеќе наликува на Љупчо Георгиевски. Ако до пред 10 години или 15 години некој ви кажеше дека иконата на едната или на другата партија ќе станат соработници на спротивниот политички табор, вие немаше да му верувате. Меѓутоа, гледате, се случува во моментот. Бранко Црвенковски нови избори го поддржуваше Христијан Мицкоски, Љупчо Георгиевски беше во коалиција со СДСМ, односно со Зоран Заев. Само едно мало кроки да ви покажеме дека во Македонија веќе не постои политичка идеологија. Денес сме 1 октомври, вчера беше 30 септември. Пред 2 години на 30 септември македонскиот народ, македонските граѓани веројатно ја испиша или остварија најголемата победа во својата понова историја. Според мене многу поголема победа од референдумот на 8 септември 1991 година. На 30 септември пред 2 години македонските граѓани со неизлегување на референдум, со негласање, со отпор пасивен, всушност покажа не само на властите, не само на опозиција, туку на цел свет дека не се согласуваат со промена на името, дека не прифаќаат промена на името Република Македонија во Република Северна Македонија. Дали некој го одбележа тој празник? Ниту победниците во наводници го одбележаа ги одбележа тие 2 години од 30 септември 2018 година, ниту пак во наводници победниците ги одбележаа 2 години кои се навршуваат по завршување на 30 септември 2018 година. Гледате, сите молчат, сите пикнаа главата во песок. Само 5% од македонските граѓани сега се заинтересирани за враќање на името. Гледате како се пасивизираше, како се умртви македонското национално ткиво. Тоа се направи со правење СДСМ, тоа се направи со неправење ВМРО ДПМН. Никој сега не е ни победник, никој сега не е ни губитник на референдумот. Едноставно сака да го заборават референдумот. Не постои референдумот кој го нема учебниците. Ќе се избрише, ќе се фризира историјата. По 5 или 10 години никој нема да се сети на 30 септември. Ако не се сеќаваме сега, 2 години после случувањата на 30 септември, можете да замислите некој генерација за 10 или 15 години нема да се сета што се случило на 30 септември. Ќе опамтат 15 септември победата на Бранко Црвенковски, а нема да го памтат 30 септември победата на македонскиот народ, односно македонскиот народ кога им испрати порака дека не сака да го менува своето име. Тоа значи дека двете големи политички партии се идеолошки осакатени, идеолошки и национално осиромашени, како да се бомбардирани со осиромашен ураниум. Сите сакаат да ги заборат клучните национални дати. Овој протестираше пред 10 дена, велеше Гоце Делчев, него дааме, сега него одбележува 30 септември. Овој вториот па никош него ни сметал за битен датум 30 септември, бидејќи знаеше што и да се случи на 30 септември, ќе може да купи пратеници во парламентот да го смени името на државата. И гледате, двете партии со правење или со неправење ја осакатија не само македонската сегашност, туку и македонската историја. Фигуративно кажано, почитувани гледачи, Бранко Црвенковски секогаш личел на Јувентус, а Љупчо Георгиевски секогаш личел на Барселона. Бранко Црвенковски секогаш играл зихарашки. 90-та минута, 91-та минута, гол во продолжетоци, гол од пенал, помош на суди и така натаму и така натаму. Љупчо Георгиевски бил секогаш кај Барселона. Одлично играл во поле, знел да даде 4 гола, но и да прими 5 гола. Љупчо Георгиевски никогаш не го имаше применето она правило на Бранко Црвенковски или она италијанско правило. Вие можете да дадете 4 гола, но ако примите 5 гола, ќе го изгубите над преварот. Бранко Црвенковски се каже, велеше, тој не смее да прими гол. А ако дади гол, тогаш ќе победи. Во најлош случај, ако не прими гол, ќе има нерешено. Тој е зихерачката филозофија на Бранко Црвенковски. Всушност, падот на Бранко Црвенковски почна во оној момент кога тој престанува да игра кој Јувентус. Останува енигма над енигмите, зашто Бранко Црвенковски не ги испука бомбите кои му ги даваше Зоран Верушевски, туку тоа го направи Зоран Заев. Во оној момент кога Бранко Црвенковски престана да игра кој Бранко Црвенковски, престана да игра кој Јувентус, тоа значеше почеток на неговиот политички крај или завршување на
неговата политичка кариера. Лјупчо Ѓорѓевски играше секогаш кон Барселона. Сега Зоран Заев и Христијан Мицковски се некоја варијанта на Барселона и на Јувентус испратени по AliExpress. Дури треба да им се извинам на Бранко Цренковски и Лјупчо Ѓорѓевски што ги споредувам со овие по AliExpress испратени нивни копии, меѓутоа тоа се процесите кои се случуваат во двете партии. Гледате како одеднаш двете политички партии ги сменија своите мантри. СДСМ почнува да наликува на ВМРО-ДПМН, а ВМРО-ДПМН почна да наликува на СДСМ. СДСМ била секој стожерна партија, почитни гледачи. Секој инспирација црпела од Михајло Апостолски. Тој е првиот командант кој на бел кон се враќа или влегува во Слободена Скопје. Инспирација црпеле од Блаже Коневски. Иако му го заборавија споменикот, иако во мандатот на Бранко Цренковски како претседател на Република Македонија едва ја реновираа неговата куќа, меѓутоа црпеа инспирација од Михајло Апостолски и од Блаже Коневски. Тоа биле стожерите на СДСМ, тоа биле стожерите на левата опција. Затоа и првите двајца претседатели на Македонската академија на науки и уметности биле токму Блаже Коневски и Михајло Апостолски. Значи СДСМ градел генерации и генерации на победата во Втората светска војна, на победата над бугарскиот фашистички окупатор и на победата врз балистите. Тоа што се случуваше 1943 година во Кичево, таа епопеја, всушност е најбитното нешто кое комунистичката партија го пренесува кон наследство на СДСМ. Овој СДСМ се откажува и од победата во Втората светска војна, и од победата врз бугарскиот фашистички окупатор, и од победата врз албанските балисти. Овој СДСМ не личи на историскиот СДСМ, тоа е всушност пораката на времето. Зоран Заев направи СДСМ кој не личи на СДСМ. ВМРО-ДПМН беше секојаш контрапункт на СДСМ, односно на комунистичката партија на Република Македонија, на социјалистичка Република Македонија, на федеративна или на Народна Република Македонија. И ако СДСМ како наследничка на комунистичката партија го фалеше Блаже Коневски, тогаш беше сосема очекување дека ВМРО-ДПМН ке плюка по Блаже Коневски. Антонио Милошевски направи кариера на плукање по Блаже Коневски, го нарекуваше џуџето од Небрегова. Тоа што сега Каракачанов му го прави на Блаже Коневски, нарекувајќи го неуспешен и незавршен бугарски студент кој го кодифицирал македонскиот јазик, тоа ВМРО-ДПМН во изминатите 30 години самите му го правеа на Блаже Коневски, сега се сетија дека треба да го величаат Блаже Коневски. Него сака Михајло Апостолски, бидејќи на Белкон влезе во Слободено Скопје, од кого Михајло Апостолски влезе или ја ослободи Република Македонија, односно го ослободи Скопје од бугарскиот фашистички окупатор. Кој беше персонификација на бугарскиот фашистички окупатор во тогашно Скопје, беа припадници на старото или историското ВМРО. Затоа Ванчо Михајлов доаѓа 44 година во Скопје да направи независна македонска држава. Тоа е есенцијата на тоа историско ВМРО или ВМРО-ДПМН денешно во времето на Ванчо Михајлов. Затоа ВМРО-ДПМН е секогаш бил контрапункт на гласувањето на СДСМ. Тоа би го кажал фигуративно или персонално како структурите на НИП Нова Македонија и структурите на Фокус. Структурите на НИП Нова Македонија биле секогаш блиски на СДСМ. Бранеле Блаже Коневски, бранеле Михајло Апостолски. Структурите на Фокус се до смртта на Никол Младенов биле блиски на ВМРО-ДПМН. Не гледате како во изминатите 10 години луѓето од НИП-от станаа ВМРО-вци, почна да го бранат ВМРО-ДПМН, а Фокус во времето и после Никола Младенов почна да станува СДСМ и да ја брани левата опција или левата идеологија во Република Македонија. Се измешаа работите, се направи карма каша, се направи васина торта. И од таа васина торта македонските гласачи денес тешко може да излезат. Затоа не постојат идеолошки разлики. Туку се плаќа за глас. 50 до 100 евра се оди во Источна Македонија, се оди во Западна Македонија и се купуваат гласови. Се изгуби идеологијата. А кога една политичка партија ја изгуби својата идеологија, тогаш го сечи коренот на кој почива, од кој се храни, од кој црпи одредена енергија, историска, сегашна или идна енергија. Бидејќи една политичка партија, зборам за овие две стожерни партии, си имаат откажано од својата историја, тогаш и Република Македонија треба да се откаже од својата историја. А држава која се откажува од својата историја, потпиша Преспански договори, потпиша договори со Република Бугарија. Гледате како кога се обезличи идеолошки двете партии, тогаш беше лесно да се натерат раководствата на двете партии да потпишат Преспански договор или да потпишат договор со Република Бугарија. Гледате, почитувани гледачи, самото место на формирање на одредени политички партии или предходнички на денешните политички партии покажува одредена символика, одредена идеологија, одредена стратегија. СДСМ е формирано 1943 година, март 1943 година во градот Тетово. Тоа значи се испраќа порака дека се формираат во градот Тетово и се борат против албанските балисти, односно албанските фашисти и против бугарските фашисти. Односно се против она линија која во текот на Втората светска војна, а и во првиот мандат на Лјупчо Ѓорѓевски ја промовираше доста Димовска, тоа е линијата Групчин Подмолје, кај што Македонија или македонска територија се дели на два дела.
националистички и бугарски дел. ВМРО ДПМН, односно претходничката на ВМРО ДПМН, 1893 година е формирана во Солун. Значи, овие се формирани во Тетово, овие се формирани во Солун. Затоа и Љупчо Георгиевски на првиот конгрес вели следниот конгрес ќе го правиме во Солун. Што тоа значеше? Дека ВМРО ДПМН никош не се откажало од географска Македонија, обединување на Македонија, а СДСМ никош не се откажало од унитарноста на Македонија, односно дека Македонија може да биде само унитарна држава. Денес раководството на двете партии се откажа од тие две идеолошки мантри. Затоа ниту СДСМ личи на старата комунистичка партија, ниту ова ВМРО ДПМН личи на старото ВМРО. Да се вратиме малку во сегашноста или да влеземе малку во сегашноста. Во ВМРО ДПМН се случува внатре партиски конфликт или битка за тронот во ВМРО ДПМН. Направен е нов статут на партијата. Тој нов статут е усвоен од Основен суд 1 и сега општелен на апелација или на апелациониот суд. Ако ВМРО ДПМН, односно двете структури на ВМРО ДПМН и мериот коалицијата и структурата под контрола на Христијан Мицкоски, вела дека Зоран Заев го контролира судството и со помош на судството владае во Република Македонија, сега можеме да дојдеме во одредена апсурдна ситуација. Може на апелација да помени статутот кој го има освоено раководството на Христијан Мицкоски, а може да не биде усвоен статутот кој го има освоено раководството на Христијан Мицкоски. Ако Зоран Заев, според двете крила на ВМРО ДПМН, го контролира судството, дали било која одлука што ќе ја донесе апелациониот суд ќе биде под контрола на Зоран Заев. Односно, ако победи структурата на Христијан Мицкоски, дали Христијан Мицкоски е избор на Зоран Заев и Зоран Заев му помага на Христијан Мицкоски да остане на чело на ВМРО ДПМН. Ако не биде усвоен статутот на апелација и победи мериот коалиција, дали тога Зоран Заев работи за мериот коалицијата и сака да ја донесе мериот коалицијата на власт во ВМРО ДПМН. Гледате, кога имате двојни стандарди, а тие двојни стандарди веќе со години постојат во ВМРО ДПМН, како ќе оценат структурите на мериот коалицијата или структурите под контрола на Христијан Мицкоски? Заев ќе им помогне на едните или на вторите? Или едноставно судот ќе донесе одлука врз база на правните акти кои постојат во Република Македонија? Гледате, тоа е всушност таевина грешка која е направена во ВМРО ДПМН. Негирајќи се и се што, правејќи лажни вести, влагајќи во завиша филм на Синиша Алексовски, плюкајќи по се и се што, сите се купени, предавници, платени, така натаму, сега и да добијат одлука која е во нивна корист, нема да може да се пофалат, бидејќи спортивната страна ќе ги обвини дека се купени од Зоран Заев и дека Зоран Заев им помогнал со своите лостови линкови во судството да се направи одлука која ќе биде во нивна корист. Илете, почитувани гледачи, Зоран Заев атипичен СДСМ. Атипичен СДСМовец. Јас дури него ни доживувам кој СДСМовец. Тој е прв лидер на СДСМ кој не потекнува или од правниот факултет или од структурата на електротехничкиот факултет, има завршен економски факултет. Затоа неговата стратегија и неговата политика е тезградска стратегија, пилјарска политика. Оди и се договара со сите, се пазари со сите, коленичи пред сите, глуми Петре Парличко пред сите и постигнува одредени успеси. Меѓутоа тоа не е СДСМ. Тоа не личи на СДСМ. Затоа старите СДСМовци одат со наведнати глави, се разочарени, не може да го препознат, не може да го прифатат ова СДСМ на Зоран Заев. Всушност Зоран Заев на ниво на Република Македонија сака да го инсталира својот струмички модел. Што подразбира под струмички модел? Да постојат две јаки структури на ВМРО ДПМН. Во струмица тоа беше Киро Јанев и беше Силвана Бонева. Зоран Заев да ги сили тие две структури, да ги конфронтира едни кон други, тие да се во перманентен конфликт, да не може да направат коалиција и СДСМ да победи 4 или 5 изборни циклуси во Струмица. И истото тоа Зоран Заев се обидува да го направи во Република Македонија, да има структура на Мицкоски, да има мериот структура, да има можеби некоја трета структура, тие да се во перманентен конфликт. И Зоран Заев со една пилјарска политика, кога може да купи колку сака пратеници во македонскиот парламент, кој може да се спазари со албански партии, со сумината пратеници на ВМРО ДПМН, да се спаразиде со сите во Република Македонија, со таа пилјарска стратегија и филозофија да може да владае во Република Македонија. Да не произведува субстанца која е лево ориентирана, која има лева идеологија, која ќе ги направи горди членовите на СДСМ, туку со пилјарска филозофија, Петро Парличко, некоја филозофија, да може да владае во Република Македонија. Тоа е структурата со која Зоран Заев победуваше 3, 4 или 5 изборни циклуси во Струмица. Таа стратегија сега сака или се обидува да примени во Република Македонија. Сега за сега моди добро. Меѓутоа, СДСМовците никогаш нема да го прифатат Зоран Заев и неговата филозофија како стожарна политика на старото СДСМ која е наследничка на комунистичката партија на Македонија.
Овој другиот го споредувам со Бранко Црвенковски, или велам Бранко Црвенковски му помага. И то видите, почитувани гледачи, Бранко Црвенковски е Монтевере за Христијан Мицкоски. Овој не може да ги убеди делегатите кои го избера на Валандовскиот конгрес повторно да го изберат. Се плаши од сопствените делегати, се плаши од делегатите кои го направи председател на партијата. Изборот на нов генерален секретар, господинот Цајковски од Кичево, покажува дека овој човек нема капацитет да прави пријателства, да прави големи коалиции. Тој е веќе толку исплашен што верува само во лојални луѓе, става или постава само лојални луѓе. Го стеснува просторот на политичко маневрирање. Него му е сега многу побитно да остане на чело на ВМРО-ДПМН отколку да победи на следните избори. Прави све, прави некој берлински зид околу Белата палата, кој ќе му возможи да остане на чело на ВМРО-ДПМН. Тоа е структурата на Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски нема ни политичка сила да направи конгрес од типот на конгресот во Кичо, кај што 95 година после поразот или после бојкотот на изборите 94 година, Лјупчо Ѓорѓиевски носи стратешки одлуки да коалицира со албанските политички партии при правење нидната влада после стените парламентарни избори. Христијан Мицкоски не може да направи таков конгрес. Христијан Мицкоски нема сила да расчисти со минатото и да зачекори во иднината. Тоа е еден човек кој е исплашен, седи исплашен во таа Бела палата, парализиран, се појавува само на пресконференции тука пред зградата на Белата палата и толку. Прави одредени маршови, на кои праќа одредени пораки, кои се судираат како мува во пенџер или во прозор. Секој претходен протест се судира со протестот кој следи или протестот кој претходел на тој протест и води политика купи ден продај. Таква политика никогаш не воделе во ВМРО-ДПМН. Те биле визионери, гледане напред 5 или 10 години, посебно во времето на Лјупчо Ѓорѓиевски. Ова ВМРО не личи на Лјупчо Ѓорѓиевски. Тука нема ни стратегија, тука нема ни визија. Тој е Христијан Мицкоски. Тотално го обезличи ВМРО-ДПМН. Луѓето кои му се во Белата палата веќе не може да го гледат, веќе не може да го слушат, веќе не му верува, тој им се гледа од нивните очи. Тој е изолиран човек во Белата палата. Може би ќе остани на чело на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа и да остане на чело на ВМРО-ДПМН, таа партија ќе биде партија која ќе тргне неповратно во процес на политичко раздробување, на политичко детронизирање, на политичко деатомизирање, ќе биде формирана одредена партија која нема само да личи на она историско волна, тука нема да личи ни на ВМРО на Никола Груевски, ни на ВМРО на Лјупчо Ѓорѓиевски, ќе биде партија од која самите ВМРО-ци ќе се срамат и нема да припаѓаат. Гледате, почитувани гледачи, Зоран Заев е несигурен, бидејќи двете стратегии не му помина нови избори на 15 јули. Ниту стратегијата да ја албанизира СДСМ он помина, односно крахираше таа стратегија, односно стратегијата дека СДСМ не е доминантно македонска партија, туку е македонска партија, партијата на останатите етнички заедници кои живеат во Република Македонија. Но во избори таа стратегија му крахираше на Зоран Заев, бидејќи не освои албански гласови толку колку што освои на изборите 2016 година. Од друга страна, ниту расчисти со скопското крило. Навистина ги смени скопските министри, меѓутоа сега им измислува одредени функции, координатори, национални така натаму и така натаму, што покажува дека е несигурен во Скопје, дека е несигурен дека тие луѓе може да му направат пуч или одредени проблеми во партијата, посебно во престрат на локалните избори во Скопје. И таа несигурност се гледа во однесувањето на Зоран Заев. Тој не знае што да прави, дали СДСМ дополнително да ја албанизира или дополнително да ја македонизира, и се чувствува некомотно и несигурно во Скопје. Се гледа од авион дека се чувствува некомотно и несигурно во Скопје, знае дека мора да победи на локалните избори во Скопје, а нема сила да расчисти со скопското крило. Ако не расчисти со скопското крило, тогаш нема да победи на изборите во Скопје, бидејќи граѓаните на Скопје му покажа дека не се согласуваат со работењето или политиката или делувањето на скопското крило на СДСМ. Тоа е Радмила Шекеринска, тоа е Дамјан Манчевски, тоа е Роберт Поповски, така натаму и така натаму. Во шахмат ситуација се наоѓа Зоран Заев. Ако Христијан Мицкоски е несигурен поради 5 изборни порази, Зоран Заев е сега несигурен поради 5 изборни победи, бидејќи му се руши мантрата, му се руши стратегијата, не знае кој правец да го фати. Рече ќе води економска политика, рече ќе ги решава внатрешните проблеми, прво што прави оди да го реши црковното прашање. Тоа е повторно бегство од внатрешните проблеми. Тоа значи дека Зоран Заев и СДСМ, односно СДСМ под контрола или команда на Зоран Заев, нема во моментот капацитет да расчисти со одредени реслови за кои самиот Зоран Заев знае дека го влечат на дното и го носат кон некој нов изборен пораз. Знаете што ме чуди, почитувани гледачи? Ако го земете да организирате ВМРО-ДПМН, значи ВМРО-ДПМН во мандатот на Лјупчо Ѓорѓиевски, там имаше 500 фракции.
се тепа помеѓу себе, ваде пиштоли, се исклучува од партија и така натаму, меѓутоа има една или две константи, тоа беше омраза кон Киро Глигоров и посебно омраза кон Бранко Цренковски. Значи таа омраза кон Бранко Цренковски ги лепеше сите разлики во рамки на структурите на ВМРО-ДПМН. Кога дојде на чело на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, тогаш ВМРО-ДПМН и членството на ВМРО-ДПМН почна да мрзи се и се што беше различно од нив или секој кој размислуваше различно од нив беше мрзен и од членството на ВМРО-ДПМН. Сега апсењето на Гордана Јанкуловска покажува дека и членството на СДСМ почнува да мрзи, да се развива на одреден антагонизам. Тоа не било никога својствено на СДСМ. Ова апсење на Гордана Јанкуловска покажува дека СДСМ има одредени импланти, одредени мутанти кои се останати од шарената револуција и кои го прават СДСМ да не личи на историското СДСМ. Никога СДСМ не водел таква политика да се мрзи нешто, да има деструкција, да се уништо. Тоа секој го правил ВМРО-ДПМН. Затоа ова СДСМ на Зоран Заев сега наликува на ВМРО-ДПМН од времето на Љупчо Ѓоргиевски. Јас велам, таа деструкција која постои сега во СДСМ, која може би била присутна во Струмица, ние не сме ја гледале, сега на некој начин пробува да инсталират на ниво на цела Македонија. И функционирањето на СДСМ на ниво на цела Македонија да личи помалку на функционирањето на СДСМ во мандатот на Зоран Заев на чело на Струмица. Затоа Зоран Заев е предвидлив. Гледате, тој не го оствари резултатот во првата изборна единица, посебно во урбаните скопски општини, и тоа се гледа во потезите кои сега ги влече. Урбаните скопски општини, прво, му замерат на Зоран Заев, бидејќи немало доволно апсење, односно нема правда, нема мир, политиката не била реализирана, и како второ, дека не раштиса со администрацијата која е вработена во мандатот или во времето на ВМРО-ДПМН. И што прави сега Зоран Заев? Непотребно се конфронтира со таа администрација, прави одредени политики, одредени мерки, одредени стратегии каде се конфронтира со таа администрација, зошто бидејќи им вети на граѓаните дека 20 или 30% од таа администрација ќе остане без работа и апси. Почнува да апси и тамо кај што треба и тамо кај што не треба. Зошто бидејќи го има пуштено од шишето духот на омразата и не знае како да го врати назад. Тој дух на омразата нема да се задоволи со апсење на Гордана Силјановска, односно Гордана Јанкуловска, се извинувам, туку ќе бара се повеќе и повеќе. Ние тоа сме го учеле по новинарството, знаете. Жолтиот печат се дефинира на следниот начин. Прво му дадете прст, па народот е задоволен, па му давате пола рака, па му давате цела рака, па му давате рака тука некаде до лактот, па му давате рака до рамо и на крај ве сака целиот. Тој е жолт печат, тоа е македонско јавно мислење, тоа јавно мислење секаде во светот. Кога вие тоа јавно мислење ќе го храните со омраза, тогаш на крај таа омраза ќе ви изиди вас самите, бидејќи никогаш вие не можете да испорачате толку омраза колку што јавното мислење сака. Јавното мислење е научено да мрзи, мрзи администрација, мрзи политички противници, сака апсење, сака да гледа крв. Тоа 11 години го правеше Никола Груевски, заврши во Будимпешта. Ако продолжи да го прави Зоран Заев и СДСМ, нема да има среќен крај, бидејќи тие мутанти од шарената револуција, таа стратегија нема правда, нема мир, ќе го детронизира СДСМ, ќе го уништи СДСМ, ќе ми ја уништи политиката која водат. СДСМ или ќе води политика, како што водел изминатите 30 години, не една либерална, слободумна партија, партија која прави пријатели, а не непријатели во Македонија и надвор од Македонија, или ќе заврши како Никола Груевски, нема друг избор. Или едниот, или вториот избор ќе биде судбината на Зоран Заев. Да се вратиме на Бранко Цренковски и Љупчо Ѓоргиевски. Тоа се две страни не на иста паричка, Црвена звезда и Партизан, Мирко и Славко, Петок и Сабота, тотално различни, тотално неконзистентни помеѓу себе. Ако едниот сакаше граф, вториот сакаше зелка. Има професор Садикарио одредена изјава, тој е човекот кој има учествувано во оние процеси на мирење помеѓу СДСМ, ВМРО, Либералната партија на Стојан Андов, и на прашањето која е карактеристика на Бранко Цренковски, која е карактеристика на Љупчо Ѓоргиевски, велеше дека кога на Бранко Цренковски ќе му покажете пепелјара и ќе го прашате за што служи пепелјара, тој ќе ви кажеше дека служи за тресење цигари, односно за ставање на цигари во пепелјарата. Кога на Љупчо Ѓоргиевски му покажете пепелјара, тој ќе ви рече дека освен што служи за тресење цигари, може да служи за јадење супа. И тоа се двете разлики помеѓу Бранко Цренковски, или едната клучна разлика помеѓу Бранко Цренковски и Љупчо Ѓоргиевски. Бранко Цренковски е зихараш, стереотипен политичар кој нека или не сака да рискира. За разлика од него, Љупчо Ѓоргиевски е визионер, политичар кој нема лимити, кој сака да рискира, кој сака да влече одредени потези. Многу повеќе Владо Бучковски личеше на Љупчо Ѓоргиевски отколку што личеше Бранко Цренковски. Затоа Бранко Цренковски не сакаше да ги решава проблемите, иако располагаше со екстремна политичка интелигенција, екстремна политичка харизма, имаше проблем да ги решава проблемите. За разлика од него, Љупчо Ѓоргиевски имаше една таква дарба, еден таков талент за визионерство
и плюс сакаше да ги решава проблемите. И видите како професорот Седекарио со една реченица ги објасни разликите помеѓу Бранко Цренковски и Лјупчо Ѓорѓиевски. И гледате се почитно и гледате тие разлики што постојат помеѓу Бранко Цренковски и Лјупчо Ѓорѓиевски, сега постојат помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицковски. Христијан Мицковски има тресење на раката, така се вика тоа во психолошката терминологија. Не може да носи одлука, не може да влечи потези, не може да прави одредени коалиции. Несигурен е во таа кожа. И тоа се гледа во неговото политичко однесување. За разлика од него, Зоран Заев решава проблеми. За разлика од овој кој не сака да решава проблеми, сака да ги затвори проблемите, сака да не ги реши проблемите, да ги бетонира сите тие проблеми, бидејќи се чувствува некомотно кога влага во зона на некомфорт. Тој е Христијан Мицковски. Зоран Заев напротив сака да ги решава проблемите. Се истрчува уште во времето на Бранко Цренковски, тој се истрчуваше, му пишуваше SMS пораки на Мендух Тачи, решаваше проблеми со Руфи Османи и така натаму и така натаму. Значи не е тоа само карактеристично за него сега кога е лидер на СДСМ и премиер на македонската влада, туку кога беше подпредседател на СДСМ, се сеќавате на оние несмасни политички пораки што му ги праќаше на Мендух Тачи, оние средби што ги правеше со Руфи Османи, ќе ги решава тие македонско-албански прашања, ќе решава други прашања, ќе ги решава прашањата на црквата. Значи тоа уште 2012, 11, 13 година покажуваше вакви карактеристики кои се многу послични на Лјупчо Ѓорѓиевски отколку што се на Бранко Цренковски. Бранко Цренковски никогаш не го сакал Зоран Заев. Се обиде да не го избере на Конгресот 2013 година, ако се кажете Зоран Заев се откажа на 2 недели пред Конгресот, во подосна Радмила Шекеринска да патува од Сранс, отиде во Струмица, го убеди и тој продолжи да трча таа трка за еден лидер на СДСМ 2013 година. 2014 година Бранко Цренковски по губењето на претседателските и на парламентарните избори му побара оставка на Зоран Заев, се обиде да направи преврат на Конгресот, меѓутоа веќе беа смените делегатите, не му успеа на Бранко Цренковски, дури му испрати писмо кај што му вели дека ниту тој Бранко Цренковски, ниту Зоран Заев се еднината на СДСМ, туку е Стео Пендаровски, иначе Бранко Цренковски се обиде да направи све и Зоран Заев успеа да излези како победник од тој конфликт со Бранко Цренковски. Сега нешто слично му се случува на Христијан Мицковски, му барат Конгрес, тој не дава Конгрес. Ќе видиме дали Христијан Мицковски ќе има подобра или полоша политичка перспектива од Зоран Заев. Рековме за Зоран Заев дека е прв лидер на СДСМ кој не е очинелот на правниот факултет и не е очинелот на електромашинскиот факултет. Тоа биле Бранко Цренковски, биле Владо Бучковски, биле Радмила Шекерински, така натаму и така натаму. Меѓутоа и Христијан Мицковски е прв математичар, односно физичар, кој не потекнува од овие општествени науки, а лидер на ВМРО ДПМН. Пред него само Иван Гарванов бил студент на технички науки, математика и физика и завршил неславно. Затоа и Христијан Мицковски многу тешко се снаоѓа во водењето на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е многу комплексна партија, многу покомплексна од СДСМ, со многу фракции, со многу групи. И затоа многу подобро поминуваат луѓе од општествените науки водејќи ја ВМРО ДПМН, иако Никола Груевски нели беше од економски факултет, меѓутоа како што самиот вели сакал да студира глума во Прага, односно сакал да студира режија во Прага, Христијан Мицковски се чувствува некомотно водејќи ја ВМРО ДПМН. Зошто? Бидејќи има математички ум, а начело на ВМРО ДПМН освен Гавранов никој не бил со математички ум и Гавранов завршил на многу неславен начин. Затоа и Христијан Мицковски тешко се снаоѓа како лидер на ВМРО ДПМН. Не може да прави ниту вертикални, ниту хоризонтални коалиции. Не може да води политика која е адекватна на политиката на ВМРО ДПМН. Велам, тоа е многу комплексна партија, кај што има од антиваксери до антички македонци и тоа Христијан Мицковски не може да го изменаџира. Затоа велам, математички ум од типот на Христијан Мицковски не може да биде начело на ваква ВМРО ДПМН. Ваква ВМРО ДПМН мора да биде или треба да биде водено од друг политички профил. Христијан Мицковски може да остане начело на ВМРО ДПМН, докато има сериозни, многу сериозни проблеми во водењето на партијата. Се сеќавате на интервју со Лјупчо Ѓорѓиевски некаде пред 3 месеци. Така го завршивме интервјуто. Го прашувам дали му завидувате на Никола Груевски. Тој ни заби, процеди, па не. Зашто би му завидувал? Знаете како да го издиша тој одговор. Како од стомакот да го кажа тој. Беше, па зашто би му завидувал на Никола Груевски? Без разлика што победи 11 пати, заврши во Будимпешта и ниту не една од неговите политики и стратегии не се реализирани во Република Македонија. Може јас не победив 11 пати, тоа беше пораката на Лјупчо Ѓорѓиевски, меѓутоа секоја моја политика и стратегија е реализирана во Република Македонија. Или како рече во тој интервју Лјупчо Ѓорѓиевски, да ме оставе, јас ќе го решев проблемот со името 2000-2001 година. Тој го имаш одбор на името Горна Македонија или Република Горна Македонија. Ако СДСМ само молчеше, ништо не правеше, ние 2000-2001 година кога имавме решено проблемот со името тоа Лјупчо Ѓорѓиевски. Тоа покажува како тој политички размислува дека секој политичар доаѓа на чело на една влада или една партија да ги решава, а не да ги одолговлекува или да ги става под тепих проблемите. Значи Лјупчо Ѓорѓиевски вели,
Зоран Заев ги реши сите проблеми што јас требаше да ги решам 2001 година. Зошто? Бидејќи тогаш ми се спротивстави Бранко Цренковски, што не можев да го решам. Се случи војна 2001 година, се случи големото уво и така натаму и затоа не беше решен проблемот со името. Ако беше решен тогаш проблемот со името, ќе помина 20 години, можеби Република Македонија денес ќе ословуваше Република Бугарија за да промени делови на својата политика, немаше да биде обратна ситуација Република Македонија да биде ословувана, да биде оценувана од Република Бугарија. Бранко Цренковски секогаш најмногу се плашел од Владо Бучковски. Владо Бучковски дојде прерано на чело на СДСМ. Ако Владо Бучковски дојдеше на чело на СДСМ после 5 или после 10 години, ќе беше многу поголем лидер и од Зоран Заев и од Бранко Цренковски. Тоа можам да го потпишам со две раце, почитувани гледачи. Бранко Цренковски беше премногу силен таа 2006 година за да му дозволи на Владо Бучковски да ги реши прашањата или проблемите и со Бугарија и со Република Грција. Му направи конгрес една година после изборот на Владо Бучковски за председател на СДСМ, по губењето на парламентарните избори, и ја направи или помогна да биде направена партијата на Тито Петковски, да соземат некаде 60.000 гласови од контото на СДСМ на Владо Бучковски, и така беше завршена политичката кариера на Владо Бучковски. Од друга страна, Лјупчо Ѓорѓиевски сакаше да коалицира со ВМРО-ДПМН, сакаше да се врати во ВМРО-ДПМН. Ако Лјупчо Ѓорѓиевски сега се вратеше во ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски ќе победеше на изборите. Христијан Мицкоски ќе стане свесен за тоа по 6 месеци, бидејќи толку време му треба да свати каде има направено политички грешки. И ако сега враќа одредени луѓе во ВМРО-ДПМН, прави окрупнување на ВМРО-ДПМН, не го правеше пред 6 месеци, тоа покажува дека Христијан Мицкоски и да слушни добар политички совет, има отпор да го прифати тој политички совет. Му треба 6-9 месеци да се соочи, да го прими политичкиот совет, да може да го свари. Затоа велат американците, вие да водите политика, да бидете политичар, треба да имате добар нервен систем, но да имате добар стомак, да направите компромис и да го сварите компромисот. Христијан Мицкоски нема капацитет, нема ни добар нервен систем, нема ни добар стомак да прави одредени политички компромиси. Затоа завршува така како што завршува. Ако Лјупчо Ѓорѓиевски се вратеше во ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски денес ќе беше премиер на Република Македонија. И што направи Христијан Мицкоски? Наместо со Лјупчо Ѓорѓиевски се спои со Бранко Цренковски. Јавна тајна беше од авион се гледаше дека луѓето на Бранко Цренковски работат против Зоран Заев. Прават све Зоран Заев да не биде премиер на македонската влада. Значи има две стратегии: или Зоран Заев да не победи на изборите, така работе за Христијан Мицкоски, или ако Зоран Заев победи на изборите да не биде премиер на идната влада. Така е измислен Албанец за премиер, проектот Албанец за премиер. Насер Зибери и Бранко Цренковски се стари политички пријатели. Насер Зибери имал клучни позиции и функции во владата на Бранко Цренковски или во владите на Бранко Цренковски. Насер Зибери и Бранко Цренковски се на некој начин како сиемски близнаци. Бранко Цренковски му помага на Али Ахмети да направи коалиција со Зоран Заев. Значи врските со Али Ахмети секој оделе преку Бранко Цренковски. Значи Бранко Цренковски имал претходна средба со Али Ахмети пред Али Ахмети да направи коалиција со Зоран Заев 2016-2017 година. И ова стратегија Албанец за премиер мириса на Бранко Цренковски. Зошто? Бидејќи Бранко Цренковски правеше све Зоран Заев или да не победи на изборите, ако победи на изборите да не може да ја формира новата влада. Гледате, почитувани гледачи, Лјупчо Ѓорѓиевски после 30 години од својата кариера може да каже: јас прв кажав македонска репрезентација, независна македонска држава. Прв кажав дека треба да се реши проблемот со името со Грција. Прв реков македонска репрезентација има со што да се фали и да го подкрепи тоа свое визионерство. Со што ќе се фали Бранко Цренковски? 93 година станавме членки на Обединетите нации во мандат на Киро Глигоров. Времената спогодба е во мандат на Киро Глигоров. Борис Трајковски се смета дека е потписник на рамковниот договор или договарач на рамковниот договор, иако целата работа заврши Бранко Цренковски. Зоран Заев ги реши проблемите со Бугарија и проблемите со Грција, односно го распредаде македонското национално милје и на Бугарија и на Грција, и Македонија стана членка на НАТО. Со што ќе се пофали Бранко Цренковски? Јас постојано велам во изминатите 30 години, ако ги трнеме на страна оние Титови ученици, Стојан Андов, Васил Топурковски, Киро Глигоров, Република Македонија немала поинтелигентен политичар од Бранко Цренковски. И интелигенција, и харизма. Гледате, и Зоран Заев и Христијан Мицкоски се обидува да го имитират Бранко Цренковски и неговата политичка кампања 2011 година. Штета таква политичка интелигенција, таква политичка харизма да не резултира или да не заврши со крупен политичен или стратегиски чекор за Република Македонија, за еднината на Република Македонија. По 30 или 40 години, кога ќе се сеќавате на Бранко Цренковски, вие
кога ќе сведете црта под неговото име, нема да напишете што има завршено. Промашен мандат, ќе му ги памтите транзиција, ќе му памтите санкции, меѓутоа нема да му памтите крупен политички и стратегички чекор. Ќе му памтите на Лјупчо Ѓорѓиевски, ќе му памтите на Киро Глеб, на Борис Трајковски ќе му памтите, на Зоран Заев ќе му памтите, нема да му памтите на Бранко Цренковски. Штета, велам, таква политичка харизма, таква политичка интелигенција, а таков проблем да носи одлуки. Слично како Христијан Мицкоски, со тоа што Христијан Мицкоски ви е Бранко Цренковски испратен не по Алиекспрес, туку испратен од некоја Камбоџа, од некој Виетнам. Значи, таква политичка интелигенција, жали Боже, таква интелигенција и дарба да не беше искористена во функција на еднината на Република Македонија. Гледате, почитувани гледачи, кој е парадоксот на животот? Кој е парадоксот на политиката? Бранко Цренковски, Лјупчо Ѓорѓиевски, значи двата стожери на македонската, за мене двата стожери на македонската политика. Едниот ја почнува својата кариера со Лада, вториот ја завршува својата кариера со Лада. Лјупчо Ѓорѓиевски со помош на една Лада ја направи партијата ВМРО-ДПМНЕ. Шпарташе низ Македонија, правеше општински комитети и направи партија која е најсилна партија во Република Македонија. Бранко Цренковски, кој ли само го укуца во тој отпор, таа бела чао стратегија и Лада стратегија, со Лада ја заврши својата кариера. Да беше паметен, да не ги послушаше советниците кои се ги гледаме како советници на господинот Христијан Мицкоски, а тоа е Наташа Савова групацијата, Бранко Цренковски денешки беше начело на СДСМ. Можеби немаше да победи 2014, можеби немаше да победи 2015 или 2016 година, меѓутоа сепак времето ќе покажеше дека неговата политика е исправна. Меѓутоа, укуцувајќи се со бела чао стратегијата, укуцувајќи се со таа Лада стратегија, со тој отпор, со таа афера Надеж, кај што беше напишана целата таа стратегија што треба да ја спроведи Бранко Цренковски, гледаме сега спроведува Христијан Мицкоски, бидејќи се истите советници кои го советува и Бранко Цренковски, сега го советуваат Христијан Мицкоски, тој ја заврши својата кариера со Лада, а Лјупчо Ѓорѓиевски отпочна својата кариера со Лада. Гледате, Лада како автомобил е заштитен символ на политичките кариери на двата најголеми лидери во последните 30 години во Република Македонија, и Бранко Цренковски и Лјупчо Ѓорѓиевски. За разлика од Никола Груевски, например, кој сакаше да се меша во све, да менаџира во све, што се гледа или се слуша од бомбите кои беа презентирани во рамки на таа проект или во рамки на таа стратегија Вистината за Македонија, ниту Бранко Цренковски, ниту Лјупчо Ѓорѓиевски не сакаа да се мешат во све. Бранко Цренковски функционираше како американски амбасадор, стимулираше постојање на повеќе фракции во рамки на СДСМ, а тој ги менаџираше тие фракции, ги караше помеѓу себе, ги менаџираше, така владееше и раководеше со СДСМ. Всушност на Бранко Цренковски му беше многу поблиска стратегијата на Киро Глигоров, дека не треба да се плашат од него, да имаат страф од него, туку треба да имаат срам од него. Тоа е стратегијата на Киро Глигоров, кој постојано велеше, треба да се срамите, а не да се плашите или да имате страф од мене. Тоа е стратегијата на Бранко Цренковски. Стратегијата на Лјупчо Ѓорѓиевски е да им препушти на своите соработници све, на Доста Димовска, на Никола Груевски, на Љубе Бошковски, а тој да води висока политика и да води висока бизнис политика, да стане средно богат олигарх, како што самиот има речено. Тоа се двете стратегии. Лјупчо Ѓорѓиевски немаше проблем да се соочи со луѓе кои имаат повисок рейтинг од него. И Ганка Самилова, и Никола Груевски, и Љубе Бошковски 2002 година има повисок рейтинг од Лјупчо Ѓорѓиевски, и тој ги ставија да бидат носители на пратеничките листи на изборите 2002 година. Тоа покажува два различни капацитети, два различни концепти. Бранко Цренковски намерно правеше фракции, ги караше помеѓу себе, а Лјупчо Ѓорѓиевски не ги караше фракциите, туку ги стимулираше. Ги стимулираше луѓето кои имаат повисок рейтинг, бидејќи сметаше дека на тој начин и тој ќе стане еден премиер на македонската влада, ако е премиер, ќе води висока политика и ќе трупа богатство и ќе трупа пари, односно ќе стане средно богат олигарх во Република Македонија. Никола Груевски беше антипод и на Бранко Цренковски и на Лјупчо Ѓорѓиевски, а Зоран Заев и Христијан Мицкоски се обидува да личат на едниот или на другиот, меѓутоа тоа е таква бледа копија што навистина е срамота како начело на овие две партии дојдо такви личности со такви обскурни политички, идеолошки и интелектуални капацитети. Ајде ќе ви раскажам еден пример за да можам пластично и преку пример да ви објаснам како функционираат тие политичари. Например, Бранко Цренковски никогаш немаше да смени ниту еден суди од Сваровски судството или судите во тефтерчето на Гордана Јанкуловска, на Јова Вангеловски, на Сашо Мјалков, бидејќи напротив ќе ги искористеше тие суди. Бранко Цренковски сака да работи со луѓе кои имаат дефинирано цена.
И ако Сашо Мјалков, Никола Груевски на тие луѓе им ја дефинираат цената, тогаш Бранко Цренковски немаше да прави ништо друго, освен да исплати таа цена која веќе им е дефинирана од страна на Сашо Мјалков или на Никола Груевски. Тоа е стратегијата на Бранко Цренковски. Например, гледате сега Христијан Мицкоски става лојален човек за секретар на партијата. Зошто? Бидејќи прво се плаши од конкуренција и второ смета дека тој лојален секретар ќе му обезбеди добри делегати или лојални делегати кои на следниот конгрес би можеле да му изгласаат доверба. Не, Бранко Цренковски функционираше сосема различно. Владо Бучковски му беше десна рака и на конгресот 99 година го пушта низ вода Владо Бучковски. Владо Бучковски не е избран за генерален секретар, туку избран за генерален секретар неговиот главен опонент, тој е Ѓорги Спасов. Ѓорги Спасов е кум со Тито Петковски. Тито Петковски беше претендент на тронот против Бранко Цренковски, меѓутоа Бранко Цренковски го избира кумот на Тито Петковски и го прави генерален секретар. Знаете што се случи кога се бира кандидат на СДСМ за претседателските избори 99 година? Кумот Ѓорги Спасов станува избори против својот кум Тито Петковски. Едва и Никола Поповски прави одредена ситуација, па Тито Петковски кандидат на СДСМ за претседател на Република Македонија 99 година, иако неговиот кум Ѓорги Спасов се спротестуваше неговиот избор. Подосна Ѓорги Спасов е избран амбасадор на Република Македонија во Лондон и дава отказ на пратеничката функција и на негово место како пратеник е избран Зоран Заев. Така почна политичката кариера на Зоран Заев. Гледате како функционира Бранко Цренковски. Тој не ги сака ни Ѓорги Спасов ни Зоран Заев. Него му е Владо Бучковски десна рака и прв соработник, меѓутоа го избира Ѓорги Спасов, подосна го праќа амбасадор и негово место го избира Зоран Заев. Значи таа 2003-2004 година е катапултирана кариерата на Зоран Заев. Еко Бранко Цренковски не го сака Зоран Заев, сепак не спречи Зоран Заев да направи политичка кариера. Сума сумарум, почитувани гледачи, Зоран Заев е добар ученик на Љупчо Ѓорѓевски. Мислам дека имат и нормална комуникација, односно имат интензивна комуникација Зоран Заев и Љупчо Ѓорѓевски, и дека дел од политиките и стратегиите кои ги реализира Зоран Заев се во консултација со политиките и стратегиите или советите кои му ги дава Љупчо Ѓорѓевски. За разлика од Зоран Заев, Христијан Мицкоски е лош ученик на Бранко Цренковски. Христијан Мицкоски нема ни капацитет да го разбере Бранко Цренковски. Многу повеќе добар ученик на Бранко Цренковски може да биде Александар Николовски, отколку што може да биде Христијан Мицкоски. Двајцата се од Дебарци, Александар Николовски и Бранко Цренковски. Александар Николовски од исто село на Лазе Китановски, или од каде што потекнал Лазе Китановски. Лазе Китановски беше најблискиот соработник на Бранко Цренковски. Дури има одредени шпекулации дека Александар Николовски и Лазар Китановски имат некои роднински односи. Меѓутоа, начинот на размислување на Александар Николовски, кој на некој начин мешавина помеѓу Никола Груевски и Бранко Цренковски, на многу интересна, многу добра мешавина Александар Николовски помеѓу Бранко Цренковски и Никола Груевски, покажува дека Александар Николовски може да биде многу подобар ученик во наводници на Бранко Цренковски колку што е Христијан Мицкоски. Па дури се шпекулира сега дека структурата под контрола на Јордан Орце Камчев ги затоплува своите односи со Александар Николовски. Дека Александар Николовски прави све да биде наследник на Христијан Мицкоски. Дали тоа ќе се случи, ќе видиме. Меѓутоа капацитетот, политичката интелигенција на Александар Николовски е за неколку класи, најмалце за неколку класи повисока и подобра од капацитетот на Христијан Мицкоски. И тоа е нашата политичка анализа за вечера, почитувани гледачи. И анализиравме Бранко Цренковски и Љупчо Ѓорѓевски, односно процесите како Љупчо Ѓорѓевски стана икона на СДСМ, Бранко Цренковски стана икона на ВМРО-ДПМН. Можеби претежок зборот икона, односно како се случува процес на Љупчо Ѓорѓевизација на СДСМ и на Бранко Црвенковизација на ВМРО-ДПМН. Тоа што беше незамисливо пред 10, 15 или 20 години се случува сега во Република Македонија, тоа го гледавме на изборите на 15 јули оваа година. Зоран Заев реков дека е добар ученик на Љупчо Ѓорѓевски, за разлика од него Христијан Мицкоски е понављач и лош ученик односно на Бранко Цренковски. И тоа ги одлучи изборите на 15 јули. Ако Христијан Мицкоски малку повеќе го слушаше Бранко или имаше капацитет да го слуша Бранко Цренковски, ќе беше победник на изборите. Ако направеше поширока коалиција, ако не отидеше по паметот на Гордана Селјановска или на тој завиша филм групацијата, ние ќе имавме друга власт во Република Македонија. Зоран Заев го послуша Љупчо Ѓорѓевски и тие грешки кои ги направи Љупчо Ѓорѓевски 2001 година да потпише рамковен договор па да се скара со меѓународна заедница, не ги направи Зоран Заев. Договор со Грција, на пат е да договори или да направи договор со Бугарија, ги реши односите со албанците,
Не гласа албанците за него, но не им се налюти, повторно ги стави во владата и сега се наоѓа пред одредена дилема дали ќе ја македонизира или дополнително ќе албанизира СДСМ. Значи тоа се анализите кои се направени во вечерашната емисија, кои се стожерни анализи кои важат сега, а ќе важат и во наредниот период. Ке се сетите на овие анализи за половина или за една година, можеби пред локалните избори, и ќе видите како овие процеси всушност ја определиле политичката разврска во Република Македонија. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ова беше нашата политичка анализа. Здравје Боже, се гледаме во четврток, односно се гледаме во недела во 22 часот. До тогаш пријатна вечер Македонија, каде и да си.